vikajte me torbeš, zašto zvezdite će mi izgasnat v očive i će se istedat kako solzi na doanče. Ne vikajte me torbeš, zašto sonce topci će mi go izlokat i kobili so vreli kopita, gradive će mi gi zdrobat. Ne vikajte me torbeš, zašto će mi presušat potocite vožiljive, a utrobava odrana koža će mi se stori. Ne velete ni torbeš, zašto krinov cvet ni vovirate vo miškite suvi, što gi pritajuvame so bolka i nadež i vera, vo sekoje naše utre. Ne velete ni torbeš, zašto mlekoto će im se presuši na momite naši su zarumeneti obrazi, a na ergenite krasti će im gi iskonat kožite. Ne velete ni torbeš i ne vovirajte ni nokti vo mozokot, nas neće nesotre bez imeноста. Во емисијата за етничкиот континуитет на македонците муслимани од нашава република ве запознавме со македонската топонимија во населените места со македонци муслимани во Западна Македонија. А во оваа емисија ќе имате можност да се информирате за топонимијата во повеќе населени места со исламизирани македонци во Скопско, Тито-Велешко, Повардарието, Прилепско и Малешевијата во Источна Македонија. Повеќето од селата во сливот на Маркова река Скопско, кои се населени со македонци муслимани, познати по областа наречена Торбешија, ги основале доселениците од селата во Долна река, кои во овие краишта бегајќи од арамиите дошле кон крајот на 18-тиот и 19-тиот век. Имињата на селата им ги ставиле основачите и најчесто тие се одраз на богатиот растителен свет. Светово наш било пролет. Кога дошло време, било пролет, кога дошле тие што дошле од Дебали, од Рекали, од кај дошле народот, што овде што се преселили. Кога го виделе местово, свет цвеќе. Свет, знаеш, да дојш од 2 недели после, да дојш ти да видиш сами како ќе му то решиме. Тоа има чеши цветиња. Кога дошле овде, кај водата имало чешма, тоа почнале куќите да ги прават цветке, кажуваа старите. Кај ова чешмава што е. И кога виделе, цветово ќе му туриме име. И цветово станало така. И по доселувањето новите жители ги ставаат имињата на местата во атарот на селото. Некои од нив се по основачите, по работата што ја вршеле, по особините на теренот и според други карактеристики. Јас се викам Ачим Ислямовски. Во селото Цветово се наоѓаат местата Рамништа, Планинче, Резовски рит, Дабовски рит, Дабово, Малчишко, Солишта, Рамчевски рит исто има. И толку. Имаме Цуцулј, имаме Змијарник, имаме Шундево, имаме Маркова река, Присој, Супово трло, Асаново трло, горе имаме Темна бука, под планина, Солишта. Друго немаме. Во Скопската торбешка група сваѓаат и селата Држилово и Пагаруша. За топонимијата во нив зборуваат нашите соговорници. Местава како ги викаме во селава, да почнеме од доле, од реката. Местава прво одола се вика река. Па после од река идиш по патот се вика поле. Од поле се викат нагоре од гробишата ограда се вика местото. Изнад село се викат Корија, селска Корија. Таја. И позади таа Корија се вика Зенилова рупа. И од Зенилова рупа Бозово чешмана. Од Бозово чешмана, нели рекоме за како се по целиот район. Говедарникон се викат, Гумништа се викаат, Нива на Сановска, Нива на Суловска, Патишка река, што се граници, и тоа е. Сакав да ти
tая slatка večera, na teja jagne pečeno, a mleko dalo. Na teja slatka večera, na teja jagne pečeno, a mleko dalo. Lošo, vreme me zapati. Lošo, vreme me zapati. Sretna rosa zarosi, silen vetar zaveja, ne možem da dojdam. Sretna rosa zarosi, silen vetar zaveja, ne možem da dojdam. Kako junakinja vidi, kako junakinja vidi, Orota da se nanosiš, od veta da se oplašiš, kraj mene da ne dojiš, a doj bogalo. Orota da se nanosiš, od veta da se oplašiš, kraj mene da ne dojiš, a doj bogalo. Селото Пешталево Прилепско е едно од првите исламизирани населби во Пелагонија, уште во почетокот на 17 век. Меѓутоа и покрај тоа што е извршена исламизација, жителите и натаму и до ден денес се служат со местните називи уште од периодот пред исламизацијата. За ова ни зборува нашиот соговорник Адем Кадриевски. Испод селото Пешталево, што имаше тога и во времето, ако го запамтев 97 куќи, ета и денеска е подцрква и гробјето. Подцрква се вика на 100 метра до село, наше. Црквата тука ние. Натаро село Пешталево имаме звани места, значи ние од порано од дедо, предадо што ги викале. Имаме, ме разбираш, Кинатица, имаме Исмаиланива, имаме Топола, имаме Лозје, имаме Долга Нива, имат Крлежица, имат Овча бара, имат Врба, Долни Ливајде, Стара река, Подцрква. Јас сум балиовска минетка. За празниците Марта на децата им клаваме мартинки. Штркојте тоа шидат. По Марта благое се прајме. Дента Маја креваме. Благо прајме. И по ова благое иди Ѓурѓе. Дента ојме по ливајде, тревје збираме, исто благо прајме, Маја, месиме ковачина прајме, такви работи. И друго шо празник иди мори тоа? Митроен. Митроен, исто го прајме, царевка, вариме за Митроен тиква. Така натака. Сепа на џуртове, шетаме се, нишаме, нишалки, такви работи. Иста е состојбата и со топонимијата во исламизираното село Дебреште при Лепско, едно од поголемите села во Македонија со македонци муслимани. Јас сум Авмедовски Алил. Околу селото се најдуваат места кои се викаат Поповдол, Мариндол, Горно игралиште, Долно игралиште, Горна црква, Долно Загорани, Горно Загориче, Задградиште и така во нашево село припаѓат под овие места, кое е најголемо село, можам да речем, во нашата општина. За својот етнички македонски континуитет на исламизираните македонци, изразен низ географските називи на селата и местата во нив,
Зборуваат жителите од селата Мелница и Горно Врановци во сливот на реките Бабуна и Тополка, Тито Венешков и во селата од Поврдарието. Потоа и жителите од областите Пијанец и Малешево во Источна Македонија. Името Мелница го добила по тоа што во Мелница пред уште со нејзиното доселување били изградени многу мелници каде што се мелело брашно за исхрана на луѓето и сточна храна. И поради тоа си го има добиено и името Мелница. Мелница е расположена и стои, тоа е ридесто земјиште и има две реки, од кои едната се вика Мелничка река, а другата, која се наоѓа на јужната страна од село, се вика Метоска река. Мелница и ден денес ги има задржано имиња на поедини места, како што е, на пример, местото Црков, потоа местото Селиште, местото Манастириште и Митково Бачило. Мелници исто така си ги има задржано и она своја носија, која што датира уште пред неколку стотици години, која што таа носија и денес луѓето ја употребуваат на некои свечености, на свадби, на верски празници, на некои прослави и така натаму. Заросила роса, ситница, попанала магла дебела, попанала магла дебела. Застасала река голема, задавила дрва и камења, задавила дрва и камења. Дуна девојка да бега низ теа поле широко, низ тие рамни патишта. Во поле најде кула висока, си се качи горе на кула, си се качи горе на кула. Зејнепа од село Мелница, Лулеска, Зејнепа од село Мелница. Ние правиме летник, правиме гадигадици, на децата им клаваме за од кукавицата, да не разбијат, ајде да ви кажа се. После иде Благовец, правиме благо, го празнуваме, одеме ке невестите кои шијаме старшеници, тамо носеме. После иде Ѓурѓевден, одеме еден ден поздраве планина, береме старо и мало. После одеме, правиме, вареме сутлијач, одеме ке невестите. Таму ни правят вечера, ни фаќат рока, идеме назад на вечер. И толку. Јас се викам Амет Кутишев, роден сум во село Војшенци, кој сега живеем во село Тремник. Места имаме тука Рамноградиште, Чаирит, Мали Дол, Атанасица, Аѓупка и така. Се викам Фејма Бахриева, од село Бисренци, родом сум тука. Мајка, татко, од време сме, места се викат Млачиштето, Пињајки, Лагот, Црвено брце, тие работи многу се за места. Копанец. Селото, името му е ставено по тие брегове горе иззад селото што се гледа. Некои трговци кога се населили по трговија кога се одили тие племињата и трговците кога видели тие брегови, они се рекли дека на ова население црно му се пише и постои легенда дека
селото Црник, по тоа го носи името. Постои и друга една легенда дека ова место кај што почива селото е било обраснато со црнбор. И по тоа нешто, по тај црнбор, исто така на селото му е дадено име Црник. Во село Црник постојат неколку мала, така наречени, и тоа може да наброиме од нив 3-4. Горна и долна мала, Дрклевска мала, Метковска мала и други што може да постојали порано, али ја и тие памтам и за други мали не мога да кажа. Околу Црник, каде што најмногу Црник е вака, мисле, ориентирано за работа, постојат разни местности, како например Блатец, Гориов дол, Градиште, Суидол, Белов дол, Гунјак, Трпезов дол, Попов дол, Желевица, Ранов дол, Мачкатица, Пражево, Виница и така, други некои помали местности што постојат. Јас се викам Мајшеја Туглиова, од село Црник, Беровско околина. Ние на Ѓуриден, кога дојде Ѓуриден, собераме се сите момички, вечер тураме еден ќуп китки, си збираме сите, викнем некоја жена да ни пое. Кажува ни таму кој ќе си аресаме, кој си искаш момичка. Сите зборуваа таму какво им текне. После идеме на нивата таму, измазаме од сите, туриме хотел Венец, така нашариме секакви кити здраве, да са здрави. Месиме погача, месиме паница, расукаме, оризник направим, баклава направиме, секој нешто однесем там, збереме се родата, се јадеме, потириме си млеко, стегле, што остане после зберате жените, дава таа дојде спаничка, таа на сите што остане даваме на сите. И после кренеме си на дома, па идеме там, па кад сме си турали китки, па викнем таа жена, па пое там на момичите сите, собереме се ергенчета, момички се. И току да ѓуридем. Нешто друго, идеме на нивата, на ливада зелена, берем китки, тракаламе се там да не болат грабовето, пофити ја имаме, вразуваме си през половината, вика старите жени да не болат грабовето. Сега да ви кажа па за Митроден. Таа есен кад дојде, земем да сееме, изнесем прв пат семе, изнесеме, бркаме го там нешто, прашак тураа, туриме, месим на воловето колаченца, там кај иде на нивата, зад на воловето колаченца, китки, заднати. Сеат и тој ден не даваа ништо да изнесем навонка. Вика, кој дојде да потера, да не даваме ништо, води, житото ќе има главна, ако даваме нешто. И додека дојде воловето, ораче додека дојде од нивата, тога после даваме секој нешто. Това е прв пат. После даваме, нема ништо. Сејси човек нема ништо. Месим па на воловето раздадеме, па на 3-4 кашчи, па по едно парче за воловето за здравје се дава. Запа за Божич, кад дојде Божич, проти Божич таа вечер, месиме колаче, погачка голема, месим, турим пара во неа и накршим ја фамилијата што сме в каши, на сите накршим по едно парче, на кој се падне парата, тоа викаме касмитлие. Месиме такова лешеник, расукаме кори, така лешча натураме, вика, това лешенико, кај јадеш, реци многу жидото, дека се панеам баријата од лешенико. И току за Божич. Гледаме там, идем после на Џумбуш, дека играа там, зберат се музика, па идеме и ние, децата, момичките, идеме там, играме, веселиме се и ние. Току е за Божич. Друго, да ви кажа, не знам па да го читам.
Во ниjedno село не je zabeležena dvojna toponimija ili pak mešovita toponimija, što je isto tako mnogo značajno za etnički kontinuitet na makedonsите muslimani, a kako pokazatelj i za naseljenost na oblasta, odnosno selото со makedonsko naseljenje od njegovото osnovanje. Među makedonskite topografski iminja во селата со македонци муслимани можеме да ги најдеме сите географски називи својствени за други македонски села, како што се, на пример, Рит, Тумба, Костен, Црков, Црквиште, Манастирец, Калуѓерец, Градиште, Селиште, Осој, Умиште, Ограѓе, Кутел, Равен, Лески, Наполе, Потполе, Крстец, Чука, Колиби, Бела Вода, Попоец, Лозија и многу други, кои се речиси заеднички за повеќе села. Кон овие треба да се додадат и имиња на места по основачи или корисници, како на пример Алиоа Чешма, Дервишов Рит, Илевци, Ѓурово Брдо, Ѓуркоа Кошара, Бегово Трло, Мусоа Плевна, Свети Никола и многу други. Словенските, односно македонските топографски називи во областите и населбите со исламизирани македонци не само што зборуваат за етничкиот македонски континуитет на оваа население, туку и е многу позначајно и за нашата национална историја. Сочувано, односно зачувано едно огромно историско национално наследство и национално богатство уште од предисламскиот период, зашто и покрај обидите за денационализација на оваа население, со самиот чин на исламизацијата и потоа притисоците за негово дезинтегрирање на матичната нација, за негова денационализација, сепак овие македонски топографски називи останаа и се чуваат љубоморно непроменети до ден денеска и така тие вечно ќе останат. Ова зборува за етничката жилавост на исламизираните македонци, за нивниот вековен етнички континуитет кон својата македонска припадност и нација, и на крај зборуваат во географска смисла на зборот и за тој геофакторот каде се биле населени македонците на оваа парче балканска земја.